Пратеници на СДСМ собираат потписи со цел повторно свикување на собранието, дознава ТВ24. Дали оваа иницијатива ќе донесе промена во одлуката на председателот на веќе распуштениот парламент Џафери, или пак само притисок кој нема да промени ништо? Во состојба кога светот се бори со корона кризата, а Македонија се наоѓа во вакуум пред избори, Џафери веќе втор месец одбива да го свика стариот состав на законодавниот дом, повикувајќи се на веќе распуштеното собрание. Уставот кој нема јасна дефиниција, правните експерти го толкуваат различно и имаат спротивставени ставови за тоа дали пратениците и во ваква ситуација имаат мандат, се додека собранието не ги верификува мандатите на новиот пратенички состав. Ќе би било многу несериозно, дури карикатурално би било, сега да земе собранието да заседава и од една страна имаме уредби со законска сила од извршната власт, од владата, а од друга страна собранието да носи акти, односно да потврдува вонредна состојба или не. Мислам дека изиграваме некоја смешна демократија. Но членот 63 од Уставот на Република Македонија вели: мандатот на пратениците во собранието може да се продолжи само во случај на воена или вонредна состојба. И покрај тоа, таму не е наведено дали ова важи и за веќе распуштено собрание. Парламентарците се во мандат, тие можат да бидат свикани повторно, ги користат дигиталните алатки за да одлучат нешто. Во овој случај тогаш беше одлагање на изборите и одредување на воена состојба. Сега доколку би биле тие во таква кондиција свикани повторно, сега би одлучиле за незиното продолжување и би немало таква као некаква политичка дилема дали председател сам може тоа да одлучи. Во овој случај сега може сам тоа да одлучи, уставот му дава таква можност. Во меѓувреме председателот на законодавниот дом, кој е и дел од Советот за безбедност, тврдо одбива да ги свика пратениците кои пак се уште зимаат плата, се додека на столчињата не седнат други, а Џафери делува како председател на собранието. Шефот на државата пак Пендаровски, поради неможноста да ја продолжи вонредната состојба, прогласи нова вонредна состојба за уште 30 дена. Тој го укори Џафери и кажа дека ќе ја преземе одговорноста со носењето на ваква одлука, само затоа што земјата се наоѓа во ситуација без преседан, кога е далеку поважно да се сочуваат животите и здравието на луѓето, отколку политичарите да се криет зад правните толкувања.